Она што во Шведска е протест во Македонија беше тероризам. Ова можеме да го заклучиме гледајќи го примерот со Дејан Давидовски Дешо, еден од оние кои беа обвинети за терористичко загрозување на уставниот поредок за собраниските настани. Шведскиот врховен суд одби да го екстрадира во Македонија, изразувајќи сомнеш дека станува збор за политички прогон и дека 27 април не може да биде тероризам. Давидовски Залфа вели дека судиите во Шведска едноставно се смееле, гледајќи зашто во Македонија се води судски процес за вакво тешко кривично дело. Тоа не е тероризам, него обичен бунт. Значи, така го толкува и го пресудата, по сите сознанија што си ги прибира и они со докази, се смееа на нашата одлука, на нашите политичари, значи, тероризам што е делото, меѓутоа, ќе има завршница. А не е делото, ни најмалку не е тоа дело тероризам. Значи, тие не од понискиот ранг на суди, па после и Врховниот суд, значи, 5 судии кога одлучуваат, значи, тие тероризам ни беше многу смешно на нив. Давидовски во себе нема чувство дека е терорист и изразува надеж дека правдата брзо ќе дојде и сите осудени за 27 април ќе бидат на слобода. Вели политичарите кои го измонтирале ова дело секогаш ќе живеат со тежината на себе, бидејќи се работело за човечки судбини. Значи, лично не се чувствувам, меѓутоа, за тие што мислеа дека сме терористи, еден ден ќе живееме ние во Македонија, ќе се вратиме назад и другите ќе излезат од затвор што се браќава сите. Како ќе живеат тие луѓе тогаш со нас терористите? Тоа баш ќе ми биде желба да видам. Значи, сите политичари што направија терористи, еден ден треба да живеат и они со нас. Значи, ние ќе бидеме на слобода за кратко време, така барем јас мислам, и тие ќе треба да живеат со терористи. Потенцира дека тешко е да се биде далеко од семејството дури 5 години, каде во најголем дел го пропуштил и растењето на своите деца, но тоа не е единствен проблем на Давидовски, поради како што го нарекува политичкиот прогон покрај него вели проблеми имали целото семејство. Неговата сопруга директно почувствувала на себе на низиното работно место, но во детали не сакаше да влегува. Семејството си знае, јас си знам, значи што и да кажам, тоа е тоа, ќе се издржи, значи не ми е проблем. Ќе се издржи, мислам дека се ближиме кон крајот на целта. Ќе видиме. Тежината е голема, значи не ми е сеедно ни мене, ни децата на 2 години да ги оставиш, сега се на 7, другото. Значи период од 5 години е голем период. Според Давидовски целта со овие драконски затворски казни било да се заплаши македонскиот народ, да не реагира на политиките кои понатаму следува од страна на македонската власт. После 27 април народот делуваше поисплашен. Не излезе ни на протестите за промени на името, протести немаше, значи со ова кажаа дека ако излезат и другите, што ќе се случи и со сите други што ќе протестираат. Значи, тоа се гледа оддалеку, значи видливи се последиците само тоа е. Заплашување, да, јасно. После тоа големи протести до ден денес не видовме. Давидовски порачува дека одлуката на Врховниот суд во Шведска покажува катастрофалната состојба во која се наоѓа македонското правосудство, зашто доказ е тоа што годинава кај луѓето има доверба од само 8%.